Денеска, како министер за здравство, заедно со министерот за надворешни работи на Република Северна Македонија, господин Тимчо Муцунски, дојдовме да ги посетиме нашите пациенти кои што во неделата беа донесени тука, не придружуваат и министрите за здравство и министерот за надворешни работи на Република Бугарија. Во почеток би сакал да им се заблагодарам на министерот за здравство, бидејќи во неделата се случи една трагедија во Македонија и трагедијата се случи околу 3 во полноќ, во 8:30 тој ден се слушнав со министерот Кирилов, беше првиот министер за здравство што ми се јави, а тој ден се слушнав најверојатно со повеќе од 15 министри за здравство од регионот и други соседни и пријателски држави на Македонија. Ја би сакал да се заблагодарам не само на министерот, туку и на претседателот на државата, кој беше во редовна комуникација со нашата претседателка, на премиерот исто така на Бугарија, кој што беше во редовна комуникација со нашиот премиер. Би сакал да се заблагодарам и на ставот во болницата Пирогов, бидејќи ги посетив сите пациенти 9 што се тука, а вкупно се 15 во Бугарија. Значи, од 9 пациенти кои што се во оваа болница, другите 3 се во Пловдив и 3 во Варна. Веќе од 9 кои што беа во, да речам, на респиратор, 2 се екстубирани, што е добар знак и според докторите тука има огромни шанси за да имаат многу добра прогноза и да се вратат здрави на своји нозе во Македонија. Јас не би сакал повеќе да должам, уште еднаш би сакал да се заблагодарам уште еднаш на нашата соседна држава Бугарија, на владата, на министерството, на претседателот на државата и на целиот бугарски народ за ваквото солидаризирање кое што навистина остава посебен впечаток кај нас како граѓани на Република Македонија. Казвате, че двама са екстубирани. На каква възраст са те, тъй като имаше наистина и деца под 18 години и по-големи? Генерално пациентите се од 15 години до некаде 31 година е највозрастниот пациент. За конкретно тези двама? Едниот е 31 година има, ако не се лажам, и другиот пациент е 15 годишен, со шанси, големи шанси, утре уште 20 други пациенти да бидат екстубирани, што значи 4, скоро половина од вкупно 9 пациенти полека даваат добри сигнали и знаци дека наскоро можеби ќе можат да се вратат во нашата држава. А този 9-ти пациент кога е докаран тук? Значи, уште еднаш може 9-тиот пациент е донесен денеска, ако не се лажам. Не, аз ќе кажа, извинете. Аз ще појаснам. Уште еднаш да кажам, значи Бугарија во недела, кога се случи несреќата, неколку часа потоа испрати 5 плюс 1 возило, 6 возила, за да земе веднаш 5 пациенти и вечерта пуштивме уште 9 пациенти и 8 пациенти со или 8 или 9 пациенти со авион, специјален авион кој што беше испратен од Република Бугарија и кој што беа после систематизирани тука, повеќе пациенти 9 уште еднаш повторувам во болница во Пирогов и 3 во Пловдив и 3 во Варна. Последниот пациент, ја колку што знам, да, стана при мен во кабинета. 9-тият пациент... Първо да изясним, министър Кирилов заяви, че България е готова да приеме и още пациенти, ако има нужда. Имате ли такава нужда и очаква ли се да има? Значи, во Министерството за здравство има кризен штаб, кој што одредува кои пациенти утредента ќе патуваат. За денеска се планирани уште 19 пациенти кои што ќе отидат надвор од државата, така да во Македонија ќе останат околу 70 пациенти кои што се со полесни телесни повреди, односно денеска екипата вечерва кога ќе се вратам ќе се видиме во кризниот штаб и ќе одлучиме за утредента. Токму така ми беше пренесено од министерот од наутро дека се подготвени уште 10 пациенти. Исто така би сакал да му се заблагодарам и на амбасадорот на Бугарија во Република Македонија, кој што навистина нон-стоп бевме во комуникација за секаква помош која што може да пружи држава Република Бугарија за
сите случувања во Македонија последните 2-3 дена. Тоест утре ще стане јасно дали ще бъдат транспортирани още пациенти. Утре кризисниот штаб ще реши. Вечерва ќе одлучиме доколку се лесни, зошто би малтретирали пациентите да доаѓаат тука, а и персоналот тука да го оптоваруваме здравствениот систем во Булгарија. Така да дозволете ни, ние кажавме дека доколку имаме потреба, ќе бидеме во комуникација и така овие 3 дена со министерот за здравство на Булгарија зборевме сигурно 7-8 пати се слушнавме по телефон, така да повторно ќе продолжи нашата комуникација и по потребите што се јавуваат во Македонија, така и ќе постапи. А забавихте ли се в искането на помощ и съответно в това да се транспортират пациенти до други държави? Не ве разбрав точно. Дали се забавихте в това да поискате помощ от другите държави и съответно да бъдат транспортирани пациентите до тях? Не, мислам дека првиот ден најтешките пациенти кои што беа се донесени во Булгарија, Грција и навечер неделата во Србија се однесени, после тоа се прераспределени во повеќе други држави, меѓутоа генерално пола од пациентите кои што се надвор од државата се во Бугарија, Турција, Грција и Србија. Не задоцнивме со преносот на пациентите, значи превозот беше направен, мислам дека најбрзо што можеш. Во првите 10 часа од имавме веќе изнесено. Да, околу 23 пациенти беа изнесени првите 10 часа. Очаквате ли бројот на жертвите да се увеличи, тъй като все още има неразпознати тела, доколкото разбирам од колегите ни в Македонија? Да ви информирам, значи има дезинформации такви, 59 се починати, од овие пациенти кои што лежат моментално се 165 вкупно, оти бројот и расте, беше 140, денеска во моментот е 165 пациенти, генерално сите се во стабилна состојба, иако може секојаш да комплицира, меѓутоа жртви може да се случи евентуално доколку некој од пациентите почине, меѓутоа јас сум оптимист дека по информациите што ги добиваме, повеќето пациенти се во стабилна состојба, инаку жртви се 59 и нема друга бројка, сето друго што се кажува се шпекулации. Уважаеми журналисти,